Дечки, пријатели, колку е убаво да имаме убави и добри пријатели, колку е проблем ако немаме добри пријатели, поради тоа што викаат каменот од блиску удира. Торино, поздрав до Амстердам. Ако не знаете кои ви се пријатели, а ви се прикриле како да ви се пријатели, а не ви се, тогаш стварно има проблем, поради тоа што, гледате, обично не повредуваат оние на кои што им веруваме и не треба да прекинеме да веруваме. Ќе ви кажеме на работа. Поентата на сите овие емисии е да верувате. Еден мој пријател, доктор, вели човек што не верува нема здраворазумна мисла и тоа е вистина. Ако човекот не верува, ќе има проблем он, но ако се изгорите 3 пати, тоа што имате да се изгорите 4 пати. Сега ќе ви објаснам како да верувате на луѓето, но и давајте им шанса, но на некој начин исто така мора човекот да препознае и кои луѓе во негова околина не се баш најдобро друштво за него. И треба да им опростиме на некои луѓе поради тоа што грешеле кон нас. Знаете, зборот опрости, ја не знам од кај потекнува, ова е моја измишлјотина, може би потекнува тоа дека е просто. Опрости, просто е. Ти не можеш да опростиш нешто што не е просто, нешто што е добро, не можеш да го опростиш, а нешто што е простителок, простачки работи. Прости работи. Опрости му, зашто е просто. Сега. За тие што сакате приватни сеанса, пишете ми 078-261-771. 078-261-771 е мојот телефон, или може да ми пишете на Инстаграм, ама може и да ми пишете на телефон порака 078-261-771. Може да закажете приватни сеанси со мене, да ви помогнам во врска со проблеми што ги имате и така натаму. Значи, зашто им опростуваме на луѓето? Поради тоа што проста работа направиле, да направиле паметна работа, нема потреба да им се опростува, се опростува само нешто што е просто. Сега, што е тоа кое што го прават пријателите, кои се работи кои што пријателите не треба да ги прават? Поради тоа што ако имате некои пријатели кои што ви се маскирани како пријатели, а не ви се пријатели, тогаш, знаете, има проблем. Сега, ќе земам еден преубав цитат од филозофот Хабард на тема пријателство. И вели он, што прават вистинските пријатели? Како прво, застануваат во одбрана за тој човек на кој што му се пријатели, нели? Му даваат совет, му помагаат во потешкотија, ја заштитуваат неговата репутација, не сакаат да слушат лошо за него, ги споделуваат неговите триумфи и победи и ги игнорираат неговите недостатоци. Сега, гледайте колку интересно. Значи, колку често сме имале ситуација, гледайте, знаете, човекот, ако стварно ни е пријател и пријателите ги сакаме, една работа која што стварно треба да ја направиме е да застанеме во негова одбрана ако други го напаѓаат. Сега, ако други ве напаѓаат, ама овој не застанал во ваша одбрана, туку доаѓа да ти каже дека тој те нападнал, а при тоа не застанал во твоја одбрана, начули ги ушите, односно тоа е црвено знаме. Видите, кога луѓето зборат лошо за вас, ама тој кој што бил во друштвото, ама вие не сте биле во друштво, не застанал во тоја одбрана, ама прв е да дојде да ти каже: абе, овој знаеш што мисли за тебе, леле, овој колку лошо збори за тебе. Човек, знаеш дека овие сите мислат дека си ти лош, знаеш што збореа за тебе. Луѓе, ја таков човек не би сакал да имам околу мене. При тоа што има тој да ми пренесува што другите луѓе збореа лошо за мене, он, сега ќе ви кажам една работа. Слушнете го и сакам стварно да го запамтите. Човек кој што едвај чека да чуе тајна. И ќе му кажете некој, слушај, треба ти тајна да ти кажам. Не може да додржи. Тој не може да преспие вечерта ако ти не му ја кажеш тајната. Ај, па ништо може да спие, да може да си отспие. Ама сакам да кажам, ако е тој толку волен да слушне тајна за некого, знајте дека ќе ја сподели веднаш тајната. Видите, сте имали ли такви луѓе? Едвај чека да слушне тајна што ќе му ја кажеш ти. Како да знаеш дал тој човек најверојатно ќе ја пренесе твојата тајна? Гледај колку е волен и нестрплив да ја чуе.
Некој човек кој што не го интересираат тајни. Ти сакаш да му кажеш, бе, слушај, да ти кажам нешто. И вика, добро, вика, ако ти тежи, кажи ми, ја уствари не сакам да слушам, ако ти е некоја тајна, нема потреба да ми ја кажеш, ама ако тебе ти тежи, кажи ми. И ако гледаш дека воопшто заборавил дека треба да му кажеш тајна, или дека воопшто не е заинтересиран за твојата тајна, или за нешто кое што ти сакаш да го споделиш со него, ако не е премногу заинтересиран, тој човек не дека не е премногу заинтересиран затоа што ти не го интересираш, него не е премногу заинтересиран за тајната, обично тие луѓе не сакаат ни брзо да ја споделат тајната. Ама човек кој што едва и чека да ти слушне тајна и да му кажеш нешто кое што треба он да го чува, колку по-нестрплив е да му го кажеш тоа нешто, колку по-нестрплив е да го добие тоа од тебе, толку по-брзо ќе го сподели на некој друг. Ова е моje мислење. Обично од моје искуство така се погаѓало. И кога ќе видиш дека има некој човек кој што е окей, сакаш да споделиш нешто, кажи, и знаеш дека тој не пренесува работи за други луѓе, не пренесува работи за други луѓе, не ти пренесува ни тебе работи за други луѓе. Така не ти пренесува ни тебе. Ти си пријател со него, ама он не ти збори за некој трет пријател. И ќе видиш колку помалку пренесува и збори за трети луѓе негативни работи, толку подобар пријател ќе ти биде тебе. Колку повеќе некој човек озборува пред тебе други ваши пријатели, толку подалеку да се држиш од тој човек, поради тоа што ако тој ги озборува тие пријатели ваши на тебе, веруjem ми дека не е ништо подругчие кога он прави муабет со нив и он ќе го прави муабетот за тебе. Значи една работа, да се вратиме на цитатот од Хабард, вика што прави вистински пријател. Вика прво, тој застанува во ваша одбрана. Имаш некој човек збори лошо за тебе. Зашто он не застанал во твоја одбрана? Не застанал во твоја одбрана, а прв дошол да ти каже што тој човек зборал за тебе. Значи е кукавица. И гледате, ако е кукавица е на страф на скалата на емоции, а скриено непријателство. Скриено непријателство што значи? Тоа е емоција каде што он скриен ти е непријател. Скриен непријател. Не ти е очигледен непријател, ама ти е скриен непријател. Значи дека е кукавица. Ама тој веднаш над страф. Значи он имал страф да застане во твоја одбрана. Ама нема страф да дојде да ти пренесе што другите луѓе збореле за тебе. Значи под број 1 вика, тој застанува во твоја одбрана, ти дава совет. Видите, пријателите треба да ми дават совет. Му помагаат или му помагаат во тешкотија. Му ја заштитуваат неговата репутација. Не сака да слушаат лошо за него. Имате некој пријател лошо збори за вас, ој вика слушај, ја не сакам да збориш ти пред мене за него лошо. Знаете една работа? Тој човек кој што сака да збори лошо за ваш пријател пред вас, и вие му кажеш слушај, ја не ќе да збориш ти пред мене за него лошо. Затоа што не сакам ни некој друг да збори лошо пред мене за тебе. Тој човек ќе те цени. Ќе се наљути на почеток. Зашто? Он сакал да ти сподели некое оговарање, некоја неубава работа за твојот пријател, и ти кога ќе мрежеш не ќе да го слушам тоа, он ќе се наљути. Но ќе те цени. Зошто? Поради тоа што длабоко знае дека таквите луѓе се ретки и дека таквите луѓе се стварно добри пријатели, затоа што не сака да слуша лошо за него, ги дели неговите победи, што значи ужива со неговите победи. Сте виделе некојаш ќе направите некој успех во вашиот живот, се чувствувате многу убаво, сте дошле до некоја победа и имаш некои луѓе на кои што гледаш длабоко во нив дека не им е кејф. Не се радуваат искрено на твоите триумфи. Знаеш? Зашто? Поради тоа што во суштина те смета за соперник. Видите, во пријателството нема рвање, нема мерење кој е појак, кој е послаб во вистинското пријателство. Секаде каде што има надпреварувачки дух, нема пријателство. За жал, има надпреварувачки дух и помеѓу сопружниците. Тоа па бетере. Видите, сопругот и сопругата мора да се бидат пријатели. Ова треба да го имаат помеѓу сопругот и сопругата. Колку често ми се случило сопругата, за мене нема најлошо, сопругата пред други луѓе да му ги кажува слабостите на сопругот, или сопругот пред други луѓе да ги кажува слабостите на сопругата.
Сте виделе колку е дегутантно, колку е непријатно, на никого не му е пријатна таа атмосфера. На никого, верујте ми. Ама имате многу такви ситуации, каде што сопругот сака да се направи фраер, ќе почне да ја озборува или да ја негира својата сопруга во друштвото, без разлика дали е тоа шега. Знаете, некој луѓе кажат, да се шалиме. Да, ама тоа не е убав хумор. Дај да се шалиме на твоја сметка, не мора да се шалиме на нејзина сметка. Зашто можеш да се шалиш на туја сметка, шали се на твоја сметка, ако си фраер. Или сопругата врти сучи, она знае што не ќе да биде кажано за него. Она е свесна дека на него тоа не му е пријатно, она да го сподели во друштво, и она баш ќе се испушти, некако случајно ќе се испушти да збори за него или да ја каже таа негова тајна или таа негова слабост пред други луѓе, он ќе поцрвени, на него не му е пријатно. Ама гледате, тоа е перцептивноста за другиот човек. Ајде да ви кажам еден друг пример. За жал, и оваа тема ќе треба да ја зборам, ама знаете, имате ситуации каде што имате луѓе, каде што се во друштва. Имате, за жал, ситуации каде што имате парови, колку често сте го сватили вие, може би тоа некогаш, дека имате пријатели и некој од пријателите на пријателов уствари ја мува неговата жена или ја мува неговата девојка. Катастрофа. Тој не само што е скриен непријател, тој е, што да кажам. Сега гледате, ќе излезат заедно, они си се местат да излезат заедно, ама се местат на тој начин за да може да го има тој некој флерт. Сега они си се прават пријатели меѓу себе, а уствари све што има е скриено непријателство, поради тоа што он му мува неговата жена или она го мува незиниот маж, и сега мислите дека се они пријателки или они двајца се пријатели, а уствари не се. Гледате, многу е важно да имаме состојба на верба во околината. Колку често ви се случило да дојдеш во некоја атмосфера, да дојдеш во некоја околина и чувствуваш некој неубаво чувство од некој човек кон тебе. Гледате, не го чувствуваш од друг човек кон тебе. Имате 10 луѓе. Еден, двајца, кога ќе дојдеш да збориш со нив, не ти е пријатно. Затоа што не ја чувствуваш искрената, отворена енергија и емоција која што треба да ја чувствуваш од пријател, затоа што ти уствари знаеш како делува пријателство и знаеш како делува енергија на пријател кон тебе. Ама имаш од еден двајца каде што чувствуваш тотално непријателска атмосфера. Ти не знаеш што чувствуваш, поради тоа што он не ти го збори тоа. Но чувствуваш некоја непријателска емоција кон тебе. Гледате, обично тие перцепции не те лажат. Перцепциите не те лажат. Диџе Мац, поздрав, шампион си, браво за големиот успех кој што го имаше овој викенд. Само напред, пријателе. Се, гледате, кога имаш луѓе кои што се даден тип на луѓе, кои што се непријателски настроени кон тебе, ти тоа ќе го осетиш на еден или на друг начин. И немој да се инвалидизираш сопствената перцепција, поради тоа што има причина зашто тоа е така. Многу често има причина зашто луѓето ќе зборам на некоја тема и луѓето почнуваат да мислат на некоја личност. Па зашто не мислиш на други три? Зашто мислиш бас на таа личност? Сега гледате, луѓето инстинктивно знаат за нивните проблеми, знаат за нивните релации. Некојаш само треба, немаат доволно храброст да видат или немаат доволно храброст да си признаат во врска со дадени работи. Колку често ви се случило вас, мене ми се случило, да бидете во друштво со пријатели каде што еден човек нема да дојде на искачанката и тој да биде на тапет на зафркавање. Ја не викам дека сето тоа е секојаш злонамерно зафркавањето, ама не знам, таков хумор мене секако не ми се свија. Ама колку често сте имале таква ситуација да имаш некој човек кој што нема да е искочен и за него се збори. Гледате, тој што почнува да збори за него, тој не ви е пријател, да се разберем. Зашто ти прв ако станеш да си одиш, ти ќе бидеш втор на тапет за муабет. И затоа никој не станува тие друштва прв да си оди, затоа што има страф. Сите стануваат у исто време, после 7 сати у кафана, ќе станат, зашто никој нема храброст да стане прв, затоа што знае ако овој што не дошол дека него му се смеели за него збореле,
Овој нема да стане прв. И се замислете колку има несвесни луѓе. Они се лактаат и се рваат да бидат у такви друштва. Кое друштво пак ви е показател дека не треба да бидете у тоа друштво? Друштво за кое што треба да се изборите да бидете со нив, немој да бидеш у тоа друштво. Ако ти треба да се докажеш, да се покажеш, да се изглупираш, да се начукаш, не знам што да направиш, за да бидеш интересен, за да бидеш у тоа друштво, немој. Бегај подалеку. Поради тоа што тоа друштво ќе те завлече у лоши води. Затоа што има лоша енергија, кај што има лоша енергија, има лоши резултати, има лоши последици. Нема обстаночни последици кај што има лоша енергија, луѓе. Лошата енергија не ве води во обстанок, лошата енергија на околината ве води во пропаст, полека, затоа што делува таа енергија врз вас. Така да, гледайте, ајде да се вратам на цитатот од Хабард, вика, што прави вистинскиот пријател? Прво вика, застанува во одбрана за некој човек. Му дава совет, му помага во потешкотија, му ја зачувуваат неговата репутација, не сака да слушаат лошо за него. Ги споделуваат неговите успеси и ги игнорираат неговите фолс, неговите мани. Поради тоа што да, ки имате некој човек, и тој човек цело време ти ги кажува маните, цело време ти ги кажува маните, цело време ти ги кажува маните, цело време ти ги кажува маните. Си кажеш, добро, зашто овој ти се запилјачил само за маните? Зашто не ти каже нешто добро? Ама он цело време, слушај, абе јас сум ти другар. Ако ја не ти го кажам ова, кој ќе ти го каже? Знаеш, ја ќе ти го кажам. Под превезот на јас сум ти другар, он ќе те измасакрира. Зашто? Поради тоа што, како што рековме, каменот од блиску удира. Ти кога го држиш некој на дистанца, ти кога ќе фрли камен, ти имаш време да го видиш каменот кај доаѓа. Ама во има камен, ти гледаш некаде, бам, по глава ќе го скрие камен. Кој му удри? Не знам. Знаете како брзко игра, па, не знаеш кој те плеснал. Исто е така со овие пријателства, негативниве. Затоа што мора ти се доближи за да те плесне по глава. Секогаш кога имаш некој човек што е у надпревар со тебе, значи дека е помал од тебе. Вистинскиот пријател секогаш ќе те зголеми. Непријателот твој скриено или отворено ќе те намали. Вистинскиот пријател ќе те зголеми, скриениот непријател, лажниот пријател, отворено или скриено ќе те намали. Зошто? Поради тоа што единствениот начин да биде над тебе е да те смали. Големата душа и помалата душа ја прави голема, а малата душа обожава големата душа да ја смали. А уште еднаш. Големата душа и помалата душа ќе ја зголеми, а малата душа, главна задача и главна играчка е да се пришамчи до голема душа и да гледа да ја смали. Поради тоа што не може мала душа да те зголеми, поради тоа што малата душа секојаш ти завидува, секојаш у надпревар со тебе. Знаеш, ти си отишол на некој одмор во некој хотел, се она ќе ти каже како она бил у поубавиот хотел. Зашто твојот хотел имал 4 звездици, ама незинот имал 5. И ако она не било у хотел со 5 звездици, ти ќе збориш за твојот хотел со 4 звездици колку убав доручек имало, ама она ќе ти каже, не знаеш, она другарка на наша. Ама таа беше тој хотел со 5 звезди. Леле, какви слики има направено, па она... Збореше колку убав бил хотелот, со 5 звездици, незиниот па имали, све имало и спа, имало и ова, имало и они. Се ти сакаш да кажеш нешто што било добро, ама она штрак ќе даде пример за некој друг човек што имал искуство над твоето и на тој начин, бум, ќе те смали тебе. Ама ти, затоа што знаеш дека сакаш и другите да сјаат и да бидат зголемени, ти нема да кажеш дека она кажува за некој хотел, ти дури ќе се приклучиш, викаш, ај, мојот поубав беше, ама зашто да не се истакне овој човек да се чувства убаво? Викаш, окей. Гледате, многу е важно да имаме емпатија, да имаме емоционална интелигенција, за да можеш да го зголемиш некој човек околу тебе. Ме разбирате? Некоја другарка, ти си купила нешто, она ќе каже како она купила поише. Ти нешто си купила, ама она ќе ти каже за некоја ваша другарка кој што свари го купила тие поскапите патики. Се со цел ти да не пркнеш, ти да не бидеш главна звезда.
вниманието да не биде на тебе, него да биде на неа? Кај може вниманието да биде на тебе? Кај може да се слава твоите триумфи? Не, ако може да немаш ти триумф, ќе биде најдобро за таа личност. Сте видели у комуникација, кога имаш нешто да кажеш или луѓето те фалат, одма гледа да смени тема. Зашто? Абе, ја болат ушите кога те фалат тебе, ја болат ушите кога се збори убаво за тебе и брзо, најбрзо што може, со кисела фаца, одма ќе ја смени темата на нешто подруго, или гледаш дека она уствари не ужива у муабетот, каде што си ти центар на вниманието и каде што тебе те слават. Зашто? Не се чувства убаво кога друг е над неа. Не се чувства убаво кога друг е над неа. Поради тоа што сака она да е главна, или ако таа не може да е главна затоа што може би нема за што да биде главна, болje ти да не си главен. Сега, кога имаш ти квалитети твои, гледате, ти, ако не си во околина која што е пријателска околу тебе, ти не можеш да ја исполниш својата способност. Не можеш ти да бидеш најдоброто од тебе. Ти ќе се повлекуваш, ќе бидеш згрчен, комуникацијата ќе ти биде тешка поради тоа што немаш слободата, зошто поради тоа што си предпазлив, што ќе кажеш затоа што знаеш дека има стрела, затоа што у моментот кога ќе почнуваш да сјаеш и се чувствуваш убаво и сакаш да кажеш нешто, не да се пофалиш, не те целта се пофалиш да бидеш на другите, него нешто си убаво направил, си имал некој успех и се тој успех треба да го проголташ, тоа нешто треба да го проќутиш, тоа нешто не треба да го кажеш, поради тоа што ќе бидеш бум, со зборови изрешетан или со емоција изрешетан, или уопште нема да се обрати внимание. Гледате, тоа е начин на инвалидизација и намалување некој човек. Ти ќе почнеш да збориш за нешто убаво, ти гледаш дека он не те ни гледа. Не те ни слуша. И ти се чувствуваш како некој смотан, некој неубаво се чувствуваш, зашто си почнал да збориш, а тој човек не само што не ти се восхитува, него уопште ти збориш за нешто, одма конобарот сега нашол да нарача четвртата ракија или не знам зелка или шо и да, у тој момент кога ти си имал нешто да кажеш, каде што си го имал тој триумф, гледаш дека тоа не е случајно, луѓе, тој не е гест на случајност да он у тој момент ја сврти главата, ти игнорира и нарача песна. Не е тоа случајно. Тоа е смислено затоа што не може да го поднесе тоа што се случува во моментот каде што ти имаш триумф и каде што ти имаш победа, поради тоа што со твојата помада неговата душа за жал се намалува и скиселува и он не може тоа да го истрпи. И се мислиш дека тој човек ќе ти ја брани репутацијата, нема да сака да слуша лошо, тој едва чека да слуша лошо за тебе, зашто се сити. Мислиш дека ќе ти го даде најдобриот совет. Не, ти си имаш добра девојка, си имаш фина сопруга, тој ќе ти даде совет како неа бива, како треба да ја откачиш, како треба, ти си будала што не флерташ со други затоа што може да им се пушташ и ти се пуштат други жени, он ќе те натера да идеш да и се пушташ на некоја, наместо да те тера, да те однесе дома кога си пијан, не да те тера, или нема да ја дозволи да се опиениш. Знаете, имате луѓе кои што ќе го начукаат овој, и ќе го насаска да иде по други жени. Не, пријател, знаеш кој ти е? Тој што прво нема ти дозволи да се напиеш. И второ, ако почнеш да правиш глупости кога си пијан, прво нешто што прави те носи ке жена му. Или обратно, ако ти се случуваат такви работи како девојка или како жена, најдобрата другарка, прво што ќе ти рече, слушај, си имаш златен маж дома, сега ќе те однесам до дома, тука прекинува твојата журка. Зашто не можеш да се контролираш. А имаш некоја скриена другарка. Таа прва ќе те однесе у диско, кај што не треба да бидеш и каде што не знам што и да е, не зборам дека сите примери се вакви, луѓе да се разбереме, има секако други примери каде што уопште нема зла намера кога сите овие работи се прават, но ако имате некоја ситуација каде што имаш некоја другарка и која што знае дека имаш некои ситуации каде што може да дојдеш во некоја непријатност, па она нема ни да те донесе во таа непријатност. Ако некој ти е другар, нема да те донесе во некоја непријатност уопште, нема да дозволи да ти си го загрозиш твојот брак. Нема да дозволи такво нешто. Поради тоа што тоа е вистинско пријателство.
Не е пријател, ајде идеме, ќе се начукаме и сега затоа што, не знам, он нема девојка, ќе го земе дечко кој што е женет и ќе го однесе у кафана у диско до 3 саба или 4 саба, не знам што прават, бе, врати го дома ако ти немаш девојка. Он си има сопруга. На него местото му е после 12 со неа. Не у диско до 4. Затоа што ти немаш девојка. Или затоа што некој нема девојка. Гледате, и тука се тие работи каде што човек мора да размислува и за другата страна. Гледате, друг пример да ви дадам. Имате некоја девојка која што флерта со маж кој што е ожен. Он уопште не мисли на неа, на неговата сопруга. Гледате, ако таа не мисли на неговата сопруга, таа нема да мисли на вас. Слушав на подкаст еден човек кажа нешто кое што дефинитивно се согласувам со него. Вика, ако имам пријател кој што ја вара неговата сопруга и ако ми е бизнис партнер, ќе го прекинам бизнисот со него. Затоа што вика, ако ја вара својата жена, набрзо ќе биде дека ќе ме превари и мене како бизнис партнер. Гледате колку мудро. Гледате колку мудро. Па, 2 и 2. Едноставна работа е. Гледате? Он вика, не сака да биде у бизнис релација со некој кој што си ја вара жената. Поради тоа што тој не е чесен. Знаете, луѓе мислат, ово ја вара женава. Абе, тој ја вара жена му. Кој знае што прави у бизнисот со тебе? А не викам дека сите тоа го прават. Ама тој човек не е чесен. И сега ти се чудиш после 10 години те крадал, па ти си го гледал дека тој ја вара жена му. Што има те чуди? Зашо е тоа чудење? Не разбирам. Гледате? Станува збор за етика, станува збор за честност, станува збор за дадени принципи кои што човекот мора да ги има. И ако ги нема, проблем е. И ако имаш другарка која што цело време има дечковци, ама ги вара, има сопруга го вара, не сум сигурен колку ти е другарка. Не сум сигурен колку ти е другарка. Зашто таа личност е на скриено непријателство на тонската скала. Кон него дефинитивно. Ама размислете. Сурово делува што го зборувам, затоа што овие работи ги има многу често во нашата околина. И можеби нема некој кој што немал такви примери. Така во неговото обкружување како пријатели, како пријателки и така натаму. Но размислете, тоа не значи дека треба да прекинеме контакти со сите, но треба да бидеме доволно паметни за да ги едуцираме нив, за да им помогнеме да не го прават тоа, поради тоа што се наштетуваат на себе прво. Замисли оваа девојкава која што има дечко и се пушта на некој друг дечко. Па она која перцепција има за дечкото? Како се однесува на кон него? Као ѓубре. И се она мислиш дека кон тебе у сите моменти ќе ти биде верна и ќе ги има истите принципи, односно нема да ги наруши, дека ако ги имала тие принципи на честност, сијати она немало да го направи тоа на нејзиниот дечко. Или дечко нема да го направи тоа на нејзината девојка, неговата девојка. Или имаш некој дечко кој што, гледате, Снеже, не се слагам со твојот коментар. Извини, воопшто не се слагам. Не е тоа многу често. Гледайте, не е точно дека секаде ги има овие работи, ги нема на секаде. Мислам дека луѓето се честни и се добри. Имате многу повеќе честни и добри луѓе отколку луѓе кои што не се честни. Но има такви примери. Се ги има, не викам дека ги нема, ама не се многу. И веруете ми, и тие луѓе се изгубени души. Поради тоа што човекот кога ќе се изгуби етиката, се губи себе. Етиката е толку голем дел од нас, да кога човек ќе изгуби таа етика, генерално, он е изгубен себе си. Тој е изгубен човек. Изгубена душа. Поради тоа што етиката му е компасот кај треба да тера. И етиката не е секојаш лесна работа. Етиката не е секојаш лесна работа. Треба човекот да направи работи кои што се исправни, ама не се лесни. Па таму е патот. Сега, сакам да ви прочитам уште едно нешто што е преубаво и ќе завршиме за денеска. Поради тоа што
морам да продолжам. Имам работа, ама од една преубава книга, се вика Самоанализа. Преубава книга. Има еден дел кој што се вика дел за инвалидизација. Сакам да ви го прочитам ова. Сега, за да го прочитам ова, треба да ви објаснам еден збор. Вели, аберираните единки се што значи аберација? Аберација, значи скршнување од разумна мисла или однесување. Доаѓа од латински збор абераре, што значи да скршнеш од латинскиот аб на страна и ераре да скршнеш. Во основа значи да грешиш, да правиш грешки или по-конкретно да имаш фиксирани идеи кои не се вистинити. Сега гледайте, аберирани единки, значи аберација значи скршнување од разумна мисла или однесување, значи некој кој што нема разумно мислење и однесување. Аберираните единки користат два различни и многу аберирани, неразумни методи за контролирање на другите. Првата се состои од присилување на другото лице да го прави точно она што се посакува преку механизмот на противтужба или одрекување на пријателството или поддршката под услов да не се случи инстантно повинување. Со други зборови, ти ќе го правиш точно она ја што ти го велам или нема да бидам твој сојузник. Ова е отворена доминација. Гледате, ова е љутина, антагонизам. Ако не го направиш тоа и тоа, не сум ти другар. Ако не го направиш тоа и тоа, тешко тебе. Отворена доминација. Дополнително преку лутина и отворен критицизам, обвинување и други механизми, обезвреднувајќи ја, се стреми другата личност да ја здроби во послушност. Втората метода би можела да се нарече доминација со нулификување. Нулификување значи да те помножи со нула. Ова се прави прикриено и многу често лицето врз кое се применува не се сомнева и покрај фактот дека знае дека е многу несреќно. Она не се сомнева дека некој ја нулификува, ама знае дека е несреќно. Вика, ова се прави прикриено, многу често лицето врз кое се применува не се сомнева и покрај фактот дека знае дека е многу несреќно. Ова е метод за доминација на страшливецот. Лицето што ја употребува чувствува дека е побезвредна од единката врз која употребува метода и ја нема ниту честноста, ниту смелост да си го призна тој факт пред себе. Тоа потоа почнува така како што термитите во Калифорнија. Во Калифорнија термити има. Вика, тоа потоа почнува така како што термитите во Калифорнија го нагризуваат темелот. Во Калифорнија куќите се од дрво, многу често, и таму термити има, ситни инсекти кои што го јадат темелот. Тоа, значи таа единка потоа почнува така како што термитите во Калифорнија го нагризнуваат темелот, да ја повлекува другата единка за да ја намели големината, употребувајќи мал негодувачки критицизам. Оној кој бара да доминира, силно удира по гордоста и способноста на неговата мета. Кај ќе ве удрат најмногу, онаму кај што сте најјаки. Он не ве мала кај што ти не си јак, ама за тоа што си најдобар, таму ќе ти докаже дека не си добар, за ти направи најмногу конфузија. Оној кој бара да доминира силно удира по гордоста и способноста на неговата мета. И сепак ако метата, се мисли на човекот врз кој што тоа се прави, и сепак ако метата во некој момент го предизвикува нулификаторот, у смисол, зашто бе вака правиш? Зашто го кажуваш ова негативно врз мене? Значи вика, и сепак ако метата во некој момент го предизвикува нулификаторот, лицето што го употребува механизмот тврди дека го прави тоа само зашто сака да помогне или од пријателство, или пак целосно порекнува дека направило такво нешто. Де јала ти го зборам, зашто сум ти другар. Види го бе што си, па и ти нарцис, не ќеш да признаеш ни, не ќеш да прифатиш ни мала критика. Де бре човек, тебе ништо не смее да ти каже. И така натаму, знаете, оправдување. Уствари крие тоа што го прави. Од двата методи, вториот е далеку поштетен. Лицето кој го употребува овој метод се стреми да ја редуцира другата единка до точка на која таа ќе може да биде целосно контролирана и нема да запре. Се додека не ја редуцира метата до конфузна апатија. Најмалиот заеднички именител на нулификувањето би можела да се нарече инвалидизација. Нулификаторот се стреми да го инвалидизира не само лицето, туку и вештините и знаењето на неговата мета. Видите, он ќе удри по вашето знаење, ќе удри по вашите вештини, зашто тоа е твојата јака страна. Тоа индицира, укажува, сака да каже, тоа индицира дека сопственостите на метата не се толку важни колку што може би се. Бе, ти си купил кола, ама овој купил полова кола. Бе, ти си го направил тоа, ама овој поише има направено од тоа, од тебе. Вика, искуствата на лицето што се, вика, тоа индицира дека сопственостите на метата не се толку важни колку што може би се, искуствата на лицето што се нулификува се минимизирани.
Погледите, силата, физичките способности и потенцијали на метата исто така се инвалидизирани. Сето ова може да биде направено толку прикриено, што изгледа како да е во најдобар интерес на метата. Нулификаторот се стреми да го подобри лицето кое го инвалидизира. Епа луѓе, нареден пат кога ќе почнете да слушате многу критики на ваша сметка, со најдобра намера, секогаш сакам да те подобрам. Размислете за ова. Поради тоа што едно е да ни укажат на грешки, ама друго е постојано тоа некој човек да го прави. Не зборам за некој кој што сака да ти укаже со нешто од најдобра намера, зашто има и такви ситуации. И ова не е спорадичен случај. Ова е постојано. Гледате, имате луѓе кои што постојано ќе ве критикуваат, постојано ќе ве нолификуваат, постојано ќе ве омаловажуваат и намалуваат, а така ќе го спакуваат како да е во најдобар интерес за тебе. А ти се чувствуваш збунет, позбунет не можеш да бидеш. И се чувствуваш од кај си толку конфузен и зашто немаш самодоверба, зашто немаш сигурност, зашто не си веруваш на себе си. Епа луѓе, кога некој ќе те намали, ти не си тој кој што си. Кога си до човек кој што постојано те нулификува и те намалува, го губиш собствениот ум и разум. И не си веќе оној кој што некогаш си бил. Не си јакиот, не си храбриот, не си безгрижниот, туку си станал некој кој што постојано прави overthinking, постојано му ја мисли, постојано се колеба и не можеш да донесеш одлука, поради тоа што, како викаат кај наш, 3 пати мери еднаш сечето и 3 пати што мери ќе мери 5 пати, ама некој те натерал да не бидеш сигурен, поради тоа што цело време те инвалидизирал, цело време те критикувал, цело време те намалувал и со самото тоа те направил колеблив да не можеш да донесеш ни една одлука во твојот живот. И кога тоа ќе се деси, време е да ми се јавите. Ајде да работиме за да ви помогнам да се справите со такви луѓе на убав, културен начин, за да можете да се ја вратите самодовербата, сигурноста, убавата енергија и најважно вербата во вас. При тоа што кога ќе почнеш да немаш верба, цело време си колеблив, цело време си сомничан, цело време си устравлив, цело време имаш overthinking, може би има некој човек околу тебе, ваков од ваков калибар, кој што може би не можеш се уште да го видиш. Како и да е, има чаре за се, преку комуникација, не со карање, не со тепање, не со конфликт, затоа што тие луѓе се експерти за тоа, ќе изгубиш. Со многу убаво, со многу арно, прво нешто е да го препознаеш и второ е да си ја вратиш вербата од тебе, поради тоа што тој човек ти има загубено вербата во себе. Кога ќе ја вратиш вербата во тебе, ќе видите дека само по себе он човек ќе се трне од вас. Поздрав и ме убава вечер, се гледаме во среда. Чао!